Решени административните пречки и паркингот на Клинички стана сопственост на државата, а во иднина со него ќе управува градски паркинг Скопје. Ваква одлука била донесена на вчерашната владина седница. Министерот за здравство информира дека Скопското јавно предпријатие ќе има обврска да го модернизира просторот и да ја дигитализира апаратурата. Ќе има 400 нови паркинг места и катна гаража на местото на модуларната прединфективна. Цената за вработените ќе остане иста, а пациентите и посетителите ќе плаќаат различно, но не поскапо, уверува Алију. Ќе има три различни цени, значи цени за пациенти кои што имат онколошки проблеми ќе биде бесплатен паркингот, за пациенти од другите категории ќе биде цената што моментално ја имаме и ќе има трета цена за граѓани кои што сакаат или имаат други обврски, а не се поврзани со нивното здравје. Паркингот на Клинички стана децениски проблем, а ако најдете слободно место како да сте добиле на лотарија. Решавање на хаосот најавуваа сите министри за здравство последните 10 години. Лани на влада беше донесена и одлука за јавно-приватно партнерство. На огласот се пријави само една фирма, Ѓока Констракшн од Албанија, но по реакциите во јавноста договор не беше потпишан. Заедно со паркингот вчера владата донеа одлука и за набавка на 100 нови и комплетно опремени амбулантни возила за сите здравствени установи кои имаат потреба. Според барањата што ги имавме од сите здравствени установи, негде до 80% покриваме потреба од ваков тип на амбулантни возила и се надеваме дека со плюс 50 што ќе ги купиме во 2027 ќе бидат потребите на нашите здравствени институции покриени со ваков тип на инфраструктура. 100 амбулантни возила ќе чинат околу 7,5 милиони евра, а ќе се исплаќаат од државниот буџет во наредните 4 години. Александар Динев, Сител телевизија.